Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и нивните кандидати за пратеници во нивниот изборен памфлет нудат решенија и за младите. Замислете, тие што беа против задолжителното средно образование, против дисперзираните студии, против вклучувањето на младите и студентите во јавниот живот, без срам и перде, денес нудат решенија за нив. Граѓаните знаат, мерките на СДСМ беа криминална приватизација и 300.000 родители оставени без работа, а нивните деца без иднина. Социјалдемократскиот сојуз нуди мерки во сферата на вработувањето. Граѓаните знаат, Бранко и Радмила на 15 септември 2002 година ветуваа дека ќе вработат по еден член од секое семејство, а се вработија само тие двајцата. Првиот како поранешен председател, а втората како асистент на електрофакултет. Социјалдемократскиот сојуз нуди и мерки за пензионерите. Граѓаните знаат, мерките на Бранко и Радмила беа 8% надмалени пензии. Социјалдемократите зборуваат за македонското земјоделство. Граѓаните знаат дека тие кои себе се сметаат за буржоазија и посебна каста, различна од нас обичните граѓани, кон македонскиот земјоделец гледаа и се уште гледаат со презир и подценување. Тие се срамеа од својот народ, а нас и владата на ВМРО-ДПМН не навредуваа, нарекувајќи не земјоделска и селска влада. Мерките на СДСМ во аграрот беа 2 милиони евра субвенции, а досега владата на ВМРО-ДПМН додели повеќе од 150 милиони евра субвенции реални за македонските земјоделци. Граѓаните знаат дека ВМРО-ДПМН е единствената партија која нуди реален, професионален и конкретен манифест за реформи и развој. Ви благодарам.